Ви благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитуван министар, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Медиумите и медиумскиот сектор во целина секогаш се во врвот на клучните теми во нашето општество и сосема оправдано сето тоа, бидејќи демократијата во едно општество, односно колку едно општество е демократско, се мери во зависност од тоа колку медиумите се слободни и колку се далеку од рацете на политиката. И секако после тоа следуваат останатите постулати врз кои што се заснива нивната независност, да не ги набројувам, непристрасност, објективност и пред се неселективно и професионално извршување на функцијата. Затоа медиумскиот простор секако цел на мониторирање од страна на повеќе клучни фактори, како домашни така и меѓународни, кои во нивните извештаи медиумите заземат клучно место и барања да истите треба да бидат подложени на темелни реформи, за да Македонија навистина стане држава на демократско, плуралистичко општество без притисоци и секако е повеќе оправдано и треба нели да целиме истото да го постигнеме. Реформите во медиумскиот простор се дел од извештајот на Прибе и неговиот тим, како и сугестиите од Европската комисија која го оценува напредокот на нашата земја повеќе од 9 години наназад и има серија на сугестии и препораки за тоа како и на кој начин истите треба да се реформираат. Главната карактеристика на предлогот за дополнување и изменување на Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, искажана од предлагачот за овие измени, беше политиката да се тргне од медиумите и дека овие измени и дополнувања ќе го овозможат тоа. Колку вистински ќе се успее ова да се направи, тоа само времето ќе покаже. Треба да следи нели имплементирањето на истото, но заради сериозноста на реформата во медиумскиот простор, а како дел од тоа е Законот нели за аудиовизуелни медиумски услуги, како опозиција дадовме сериозен допринос во истиот, сметајќи дека на некој начин успеавме да возможиме колку толку барем за негово подобрување. Не можам да потврдам дека сите наши забелешки преточени во амандмани се целосно прифатени, а истите беа поднесени или произлега од јавната расправа која што беше инициирана од страна на Комисијата Транспорт, врски и екологија токму на оваа тема. Како резултат на немање заеднички јазик по однос на одредени прашања, имаме за жал незадоволство од одредени медиумски субјекти кои вчера и денес нели се заканја со медиумски мрак во државата, но тоа останува на вас, почитуван министер, бидејќи вие сте сега власт и вие сте мнозинство и вие ја диктирате политиката, како во сите сфери, така и во сферата на медиумите. Вие тврдевте дека сте ги слушнале сите проблеми на медиумската фела и вие тврдевте дека сите тие се инкорпорирани во законското решение, но очигледно реакциите кои што ги имаме и вчера и денес од страна на стопанските комори, од страна на операторите и другите медиумски субјекти, дел од нивните забелешки кои што за мене е и за опозицијата се од исклучително и сериозно значење кои што требаше да бидат инкорпорирани во законското решение, за мене искрено е недозволиво. Морам да потенцирам дека вака како што е концепиран законот, сметам дека не во целост ги исполнува критериумите на еден реформски закон, но како опозиција бевме посочувани и критикувани главно како главни кочничари во реформите кои ги опфаќаат медиумите и затоа сметавме дека треба да му се даде шанса на процесот. Но еве, после овие сериозни индикации кои што ги имат одредени субјекти, јавно ве повикувам и ви најавувам дека уште веднаш ќе иницираме нови измени и дополнувања на законското решение на овај текст со барањата на операторите и на медиумските субјекти, кои што вие, како министар, ќе бидете должни при нашето барање, а кои што ќе бидат соблимат од препораките на операторите и другите медиумски субјекти во идниот период да ги инкорпорирате, односно да ги прифатите. Имавме долги преговори во насока на подобрување на законот и еве ова нека биде еден тест колку сме созреале и сме дале шанса на демократските процеси во државата, првенствено во зајакнување на нашата меѓусебна доверба и колку во еден ваков исклучителен и сериозен момент на реформи сме спремни да се наминиме првопартиски и да делуваме во насока конкретно во случајот
да ја тргнеме онака како и вие што кажувавте политиката, прво од регулаторните медиуми, а потоа нели од националниот медиум како главен столб на медиумскиот систем во една нација. На самата дебата имаше сериозни забелешки во контекст на тоа од каде треба да потекнува едно вакво законско решение, конкретно за законот, дека истиот не треба да биде плод или напишано законско решение кој што треба да доаѓа од Министерството за информатичко општество или од владата, туку промената, односно реформите во законското решение требаше да се движат во два сегменти или во две насоки, така барем кажуваат оние кои што навистина ја познаваат оваа фела. Првиот дел кој што требаше да биде во делот на прецизирањето на начинот, критериумите, овластувањата кои што ги има Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги и Програмскиот совет, додека вториот дел, реформирањето на медиумскиот простор, да им се остави на нив, бидејќи тие ќе се и доволно стручни и кадровски добро екипирани и секако се компетентни да ги направат анализите во медиумскиот простор и да излезат со сериозни реформи во сферата на медиумите. Имаше долги дебати, не би сакала да се навраќам конкретно кон сите амандмани кои што беа предложени од моите колеги, било од позиција или опозиција. Имавме доволно дебата во Комисијата за транспорт и врски. Но овдека морам да признам уште нешто, дека не најдовме ниту заеднички јазик конкретно за членот 150 од законското решение заради неговата логичност, а се однесува за пеналите кои радиодифузерите треба да ги платат, а заради овај член во законот имаме одредени сугестии од страна на операторите. Но на крајот, сакам да сумирам дека ова законско решение дали во целост ќе ги отстрани сите аномалии кои што ги имаме во сферата на медиумите, со сигурност тврдам дека тоа нема да се случи, дека е одскочна даска за понатамошни реформи во сферата на медиумскиот простор, можам да изразам едно позитивно мислење дека тоа да може да биде како одскочна даска за натамошните реформи кои што треба да се случат. Повторно овде сакам да го потенцирам ангажманот на сите мои колеги пратеници, без разлика дали доаѓаат од позиција или опозиција, кои што дадоа свој допринос во насока на подобрување на текстот на законот. Како опозиција посебно се заложивме да дадеме свој импакт во истиот, дека сме комплетно задоволни, не сме, но во интерес на чекорот кој што треба нашата држава да го направи во сферата на медиумите, ние го поддржуваме, како и впрочем за сите реформски закони кои што се од исклучително значење за натамошниот напредок на нашата држава. Значи ќе дадеме зелено светло за овие измени и дополнувања со препорака, како што прецизирав, прво дека уште веднаш ќе поднесеме измени и дополнувања на ова законско решение, а кои што се барани од страна на низа медиумски субјекти во насока на задоволување на нивните потреби. И второ, будно ќе го следиме неговото имплементирање и во самиот момент, ако констатираме дека наместо проактивност ова законско решение е кочничар на процесот на реформите на Република Македонија во медиумската сфера, тогаш верувајте дека ќе иницираме и јавни расправи, и дебати, и надзорни расправи, се со цел оваа фела да си го добие заслужениот епитет како главен двигател на демократијата во едно општество. Ви благодарам.